фактички ќе ти се надоврзувам само За дишање, за heart rate variation. за heart rate, Што heart беше rate уште? variation и дишање. Тие се Дишање, heart rate. и дишање. Ќе објаснам вредноста да си го следиш тоа. Зошто е важно да го следиш и во најпроста форма. А ако имаш стрес, дур спиеш, значи телото со нешто се стресува. 1 од 10 Аха. е креирај рутина за легнување и дека deep sleep е најважен. Deep sleep ти е physical recovery, Да, REM ти е mental recovery. Ама има некој истражување, не е баш. Ај така ги носиме важен. Дека ова ментал, ја така ги знам. важност или не важност, Некој подпис. тоа е. Ај, помини ги да президам Да. само точките. Под број 2 без кофеин, после 12 на пладне. Под број 3 не пи течности 2 сата пред спиење. Под број 5 изгаси ги сите светла 1 сат пред спиење, изгаси ги сите звуци, бирај што јадеш за вечер. Температура за совршен сон. Тоа е најоптимално време за легнување е 10 pm до 2 pm, зашто тука се 10 pm да веќе си спиеш. Добро. Измеѓу 10 и 2 се најдобар е deep sleep. Одлично, добро. Скористува. Едом разбуди се без аларм ако е возможно. У циклус Тоа ја одличен пример ќе ти кажам. Кога Супер. пратам Ќе све се ова убаци. на 8:00. Да. Јас станувам, се будам. Се no matter what. Исто ја секогаш 2 минути. Секогаш. Тап, бум. Се што се следи се подобро. Тоа е па тоа ти привршуваш. Да, 9. Искористија фората со штиклирањето. Еден од начините на кои што можеш да водиш тракинг за дали си спиел добро е што ти е пулсот са бај. Можеш Ако да немаш уред. Ако немаш уред, можеш да запишеш колку време си спиел и можеш да Осеќаш. измериш и можеш да измериш пулс. Толку друго. За друго ти треба уред. И ќе ми го објасниш мене heart rate variation, што никад не Heart го rate направив на тоа живот. Variability. Ајде, приближи овај. Ајде. Let's move it. All good? Добро. Една интересна работа колку е поволно е ако одите на вебсајтот fitguru.mk, има таму разни понуди, пакети, различни типови на менија, од како на пример вегетаријански, вегански, кето, протеински, како и да е. Пакети од 2 дневно, 3 дневно, неделно, месечно, што и да е. Што беше интересното, што за мене лично, во овој период на годината, обично кога почнува убаво пролета, поради X многу причини, не се X, познати се, ама да не ги набројувам, поради многу причини и јас самиот веќе се префрлам на исхрана која што има помал процент на јагле-хидрати и некои тоа го викаат кето, некои го викаат како и да го викаат. Важното што сакам да кажеме што на Fit Guru си видов дека ја има и таа опција. Има кето, нешто што ми одговара многу овој период. Се јавивме на луѓето, од наредната недела си продолжи различно мени, така да и тоа е во опција. Ја се префрлив од протеинско на балансирано. Се префрли ти? Да, топ. Предобро. Многу ми се свига, искрено. А замисли сега да треба да го мислиш, ајде сега пролет, што требаше да почнам да Полесна зијам од храна, ово, давница, кој смеев, кој не смеев, па имали, па некако од цел нов ритам треба да воспоставаш. Вака некој ти мисли. Така да дури и тоа е, мислам дека од голема помош. А ако случајно се решите, BIC10 е код што може да го искористите за 10% попуст. Голема благодарност и до Bestoy Solutions, до CrossFit Скопје и до вас гледачите, како и секојаш, фала ви многу. Од денешната епизода сме само ја и Жаре. 2 поред е и прв пат. Да. 2 поред сами прв пат. И денес имаме тема што е до сега се Тема 2 теми. ама не, темиве ни се повеќе онакви екшен, као тренирај вака, мотивирај се вака, прави ова, денес е другата страна на паричката, а тоа е кога и како треба да се одмара, важноста на спиењето,
важноста на пулсот, на следењето на пулсот и некои такви работи кои што уствари посветуваат внимание на одмор, на рекавери и на колку уствари тоа најважно. И пак се ланча ни едно без друго не одат. Едно без друго. Затоа нема решивме ништо. да ги обациме во една Да. епизода. После Добро. двете старт од спиење нема. Спиење. Јас тука имам напишано некои 10 принципи за подобар сон имам начкравано на листов и ние ги поминеме едно по едно, али уствари со спиењево сега револуција направи да ме објашни ми текно како си дечко, why do we sleep се вика книгата. Тоа е еден малце плав. Не знам како изгледа. Не знам како изгледа, само на Имаш 1000 слушано на на 1000 100 подкаста. подкасти сум го слушал него како си ја промовира книгата, не сум ја прочитал. Бритиш клас има. Да. Британец. Ама Тоа е тоа. кај сите бил можни што може и пред 4-5 години мислам дека книга Why Do We Sleep Да. се вика интернационален бестселер. Не знам дали е преведена кај нас, ама има више Kindle, Audible може да се нарача за секунда да се прочита книгата. Зошто спиеме? Не знам. Човекот има направено истражување скоро пола негов живот и влегол во оние ситници, знаеш, ај спи 8 сата, од дете ти е муабети. И ама не е баш така. Не е времето колку спиеш, него е како спиеш. Он има толку навлезено детали, сега ќе ги поминеме едно по едно. Квалитетот наспроти квантитетот на сон, нели она 8 сати што реков, некојаш и 7 сати е подобро ако се квалитетни. Да. Значи, многу е подобро да е добар сонот. Ако имате некаков си тип на гаджет, како ние сативе што ги носиме Garmin, Apple, Maple, сите више тие Huawei мове, дури ми се свија на гаджетиве и направиве што ги носиме, што има едно help, пишува, Аха. кликаш и добиваш како едукација. објаснува? Што е deep sleep? Зошто е deep sleep? Зошто е REM Да. sleep? Зошто е REM? Што е awake? Знаеш, ние има awake, light sleep, deep sleep, REM sleep. Толку, да. Тие Четири фази. ги тракира, тие 4 фази. И многу убаво може да си прочиташ да едуцираш самиот гаджет на апликацијата ти го дава тоа. Сега, што е квалитетен сон? Квалитетен сон е да што подолго време за физички да се опораваме, па минеме во оној deep sleep, длабок сон. А главата, нели, оној менталниот, креативниот дел кај што се опоравува и се рехабилитира од таковни обрски денот, е у REM sleep, rapid eye movement, превод. Тој обично се случува, нели, пред да станеме и самиот саат, кој ќе отвориш колку си спил, и ги има болдирано Да, као едни графи ги има направено, темно розево е REM, посветло е awake, темно И плаво има е како deep. еден како циклус се Како повтора. циклус? После deep sleep, кој што е во првата Тоа е во фаза, првата фаза, да. после тоа, као на секои 20 минути, light sleep, REM. REM. Light sleep, REM. И така неколку Да, циклуси. да. И, значи, што повеќе сте во тој deep sleep, пишува и на ова околу 30% на апликацијата сама пишува колку треба да си во REM, колку во deep, колку во Аха. други. Околу 25 до 40% доколку би достигнале ние, например, са 8 сати ако спиеме, 2 ако ти се deep, си Тоа е добитен. јако, Си да. добитен, и Тоа е- тоа Од сад до 2 ја го тоа е одлично. памтам. Зависи колку спиеш. Нема колку, 8. Ако си спил 6 сата, 2 ти се у deep, Супер. легитимно. Ама гледај да се 8. Да, ќе дојдеме до тоа. Ќе доеме до тоа. Многу е важно, нели, припремата, као за све. Мора да се спремиш за да идеш на тренинг, спреми торбица пред време, за јадење во што зборевме брзо и лесно. Припремата, за тоа нели Fit Guru е добро, све ти е спремно, припремено, можеш да земеш да да не сгрешиш. Исто така и спиењето, како за све. Припрема. Сега. Извини, знаеш што сакам да напоменам? Од цело време у глава го замислувам просечниот гледач, кој што се прашува дали ми е квалитетен сонот. И у типична мој стил нема преговарање, Не. нема компромиси. Ако не го следите вака како што ќе го објасниме, значи не ви е. Да, не ви е приоритет. Ако не ги следите принципиве што ќе ги наброиме, сонот не ви е најдобар што може да биде, ај бар така да го кажеме. Така, апсолутно. Значи имало и прво припремата, па ќе ја кажам експериментот на Стенфорд, мислам дека. Креирај рутина пред да си легнеш. Пример, 2 сата пред да легнеш изгаси
телефони, на оние на sleep mode, ово оно. Ако е птен мораш да чепкаш нешто, има оние наочари за anti-blue light, да не ти ометаат со мелатонинот кога го правиш. Мелатонин нели е хормонот за спиење кој лачи за да ти се приспие едноставно. И мал милион ситници што ќе ги наброиме, ги имам и подоле тие, али крија рутина што ќе те направи бидеш добитен 2 сата deep sleep. Пример, идеална рутина што би било? Некоја планина си, изолација, шума, нема никој, нема... Се врати па милион години. Не, него на твоје, на твојот happy place, на викендицата. Изолација, нема ноиз, нема звуци, нели? Едино птици, ветар, дрот, нормална работа. Нема апарати, некои светла што свеа телевизори, едно друго, нема бучава, да. Пред саат време пред да легнеш, можеби ќе измедитираш, гледаш некое зајди сонце. Природно паѓа температурата. Природно паѓа, некое зајди сонце гледаш. Тело се свести дека е ноќе, дека е време за спиење, не чекаш да е 2 по полноќ. Веќе е 9-10 навечер, можеби некоја медитација, благо истегнување. И се тоа идеме кон припрема да си легнеме да спиеме. Сега ова е идеално. Сега версус модернава рутина што имаме ние, спротивно, е све обратно. Луѓе се успиваат буквално со телефонот им, се успива на глава му, паѓа и се буди светла, пак. Имаш бучава, имаш Светла, бучава, екрани. Најлошото тип на светло. Лежење цел ден, не мрдање, не движење, не истегнување, не активација на тело, касно, лошо, Иење течности касно, ќе дојдеме и до тоа. Значи, некоја рутина што се успиваш со серија искривен на каучот вака, те боли врато, лоша перница, лош душење. Се овие работи влијаат на лошиот сон. Значи, еве се експериментот што го спомнав пред. Земале 5 студенти, нели студент, 20 години, млади луѓе, совршено здрави, и 7 дена ги држале sleep deprived, со намален сон. Да не спијат. Да не, 2 до 3-4 сата им дозволувале, знаеш, ги дзензале, ги буделе, ако се успееш малце ќе те промале и станува. Направиле испитувања пред експериментот, здравствени. Направиле испитување после само 7 дена. Што се значи студентите перфектно здрави на првите тестирање. 7 дена проаѓаат со sleep deprived, 2 до 4 сата на ден спиење. Искача дека се pre-diabetic. А физички тестови? Да, ја мислев нешто тестови... Не, когнитивни. Не. Тоа се знае дека ќе... Не, здравствени. Да. Здравјето за 7 дена. Крвната слика, урина, ова, значи. Са само 7 дена, sleep pre-diabetic биле. Со шанса да станат диабетичар. Сега, позитивната страна тука е, што ова не е за секојаш, него, после тие 7 дена, им дале 7 дена да се наспијат, кој што им требало, им направиле повторно тестирање и испаднало дека ова сите симптоми се повлекли, биле како првичните тестирања пред да ги држат sleep deprived. Значи, колку е важен сонот, сакам да кажам. 7 денови и ќе кажат луѓе, добар беше човеков, од нигде никаде се деси. Не е од нигде никаде. Да. Секојаш има некој корен. Сега ние сакаме преку вакви цел по цел, ситница по ситница да ги разложиме и да 5 фактори да ги донесеме на површина да ни помогнат за поздрав и долготраен живот. Тоа со рутината, јас мислам дека е важно заради конзистентноста. Што и да е рутината, сватете го како нешто што ќе ви помогне да секогаш во многу исто време легнувате. Тоа е една од најдобрите работи што можеш да ги направиш за добар сон. Оти неколку пати кога ќе повториш, телото ќе знае да си очекува. Спиеме се. Да, тој хормон сега ќе го лачам, овој ќе го намалам, инсулини, мелатонини, тралала, и ако ти е станато навика у 10 да си легнуваш, таа тера ја за секогаш. И не тој истиот имаше кажано 1 во 7 дена може да е исклучок. Као во една недела еднаш ако зезнеш работа, ама одма наредниот ден се вратиш, окей. Така да е толку е дозволиво. Еднаш во 7 е дозволиво. Ај се запрашете се дали сте 1 од 7? Запрашете се. Или еден добар у недела са баља и се отуриш од спиење, а другиот се катастрофа, така што, или за викенд. Конзистентноста број 1, кога легнуваш, кога секогаш во исто време да легнуваш. Сега кога да легнуваш? Ќе дојдеме и до тоа. Подброј 2 е без кофеин
после 12 часот на пладне. Зошто? Затоа што кофеинот има пола се разградува во првите 4 до 6 сати при конзумирање на кафето, а другата половина се разградува 6 до 12 сати, мислам, или така мислам дека беше, до остатокот од денот. Се ти замисли се напил кафе во 8 сабајле, до 12 на пладне пола се разложил, Така. дај му уште еве нека не се 6 до 12, некоја златна црина од 9 нека биде тука. Веќе во 9 вечер ти си го исфрлил целиот кофеин од организмот што си го испил кафето сабајле. Бре. Сега кај се е 2, 3, 4, 5 кафиња, кај е кафето 5 попладне. Знаеш, ќе каже некој, ја пијам кафе и одма можам да заспиам. Да, затоа што премногу си навикнат на кофеин. Дискутабилно е И кои си- фактори тука. Да, кофеинот делува у првите Ама пола чекај, сат не, 45 ако, минути. пази, збориме за квалитетен сон. Да. Да, може ќе заспиеш. Да. Ние не тврдиме ти ќе заспиеш, си створил некоја навика. Ама 8 сата што ќе ги спиеш, Стресот внатре од телото. дали си не го те добил прашува. тоа што треба да го добиеш од сонот? Не. Тој Нема како. опоравок, тој рекавери. Така да ти ќе заспиеш, да, со 7 кафиња у тебе. Имаш Да, ма и ли... си развил толеранција на кофеин. Не мора да значи дека или си премногу уморен Да, едноставно. да, Животот да. ти жив не наспан. Многу фактори си игра. Али сакам да кажам луѓе што пијат едно кафе у денот. Мене ја порано сум исто така како може да не ќе сам пиеш кафе и да не можеш да заспиеш, не разберам. Ми се има десено еднаш стварно како глуп бака да ти стварно не можеш да заспиеш, многу е лошо. Што дали имам? Што ме За праша? алкохол? Немам за алкохол. Имам за течности. Али алкохол е Па не, дека... како 11 ќе го Не, ставам. па не, више на таа тема на конзумирање течности пред легнување, исто лошо влијае и алкохол. Иако ти Макар- се спие кога си пијан и одма можеш да заспиеш, ама Тоа нема врска со Никаква. квалитет на сон. Ќе станеш Значи, са кога бајлето? ќе кажеме, да, може ќе заспиеш, ама сонот како сон, а ќе збориме после за како да водите евиденција Мгм. за време на самиот сон, дали е тоа што треба да е. И најмала доза алкохол, исто така не знам колку сата пред легнување, одморот, колку сакаш биди толерантен, колку сакаш не биди пијан, нема врска со пијанство, Ако си нема пијан, врска со бете. дали ќе заспиеш или не. Самото Субстанцата количество од тебе. алкохол во организмот, рачунајте дека таа вечер не сте спиеле. Да, еве ти за течности баш влагаме, не пи течности 2 сати пред спиење. Зошто? Што ќе Да станеш не да, мочиш. да мочаш. Ако станеш, ако станеш да мочаш усред ноќ, автоматски си се разбудил, нели една од тие 4 awake компоненти, си се разбудил и си го прекинал ритмот, си го прекинал сонот. Да. Ти најдип да си бил, си прекинал, цап, до тука било, следно на листата иде awake, на графата, и тој тера, ти идеш у WC, 2 сата. враќаш, Ја и поише остам, знаеш дека ја поише остам. не, барем 2 сата. Да, 2 Барем. малку некако. Барем 2 сата. Значи најмалку 2 Да, часа пред да. легнување немој да пиеш течност. По дефолт ќе Страф станеш. ми е да не го чујат ова и ич да не пијат после дехидрирани цел ден. Значи Не, пите вода, ама пијте 2 сата доволно, пред да легнете не пијте пиете. доволно до 7-8 вечери. Да, после. да. Значи сосем ти 2-3 литра испи преку Да, бе, да. вече не е страшно. Исто така, под број 4, некој не треба да јадеш пред спиење, не треба да пиеш ништо, не треба да јадеш блиску до легнување или многу е тука важно зашто и типот на храна е важен што го јадеш. Ако изедеш ти Да. зелка, таа се вари 10 сати. Да. Јас знам дека е зеленчук и окей, све е тоа супер, и дека е здрав избор на оброк, не викам не, ама или се туна салата некој. Си бара време да се свари. Ти додека спиеш, ако телото Посебно вари јагле, храна, хидрат. да. Зашто викаат навечер некој лесен оброк? Не е тоа случајно. Лесен оброк е еден омлет ќе изедеш, ама пак тоа нека биде 8-9 навечер. Затоа се добри оние фастинзи. Јадеш од тогаш до тогаш, Да, бе, да. пред време те носи одлуката и тоа е тоа. Али еви да јадеш, да ти се јаде да умираш, подобро легни гладен, Да. него ли Да. да јадеш и да легнеш 15-20, пола сат. Што ќе се вари храната и директно влијае варењето на квалитетот на сонот. Затоа што телото не се одмара онака скроз. Deep sleep е, уствари, кога сме биле деца, еве ти имаш дете, сигурно се десило, ќе се успие на гости негде. Аха. Или ќе се успие од дневна на Добре. кауч или под маса, не е ни важно, јас успеав под маса комал.
и најднаш ќе се разбудам свалето у кревет, како сум ушол, па има некој од моите ме зелна према. Немаш ништо не сеш. Ќе земеш дете или мене кога ме зема некој мал, како мртов човек вака. Нема, не се буди. Посебно деца, они па многу се у дип Тоа е deep sleep, а не е deep sleep. Еј, ме разбуди ова, на мене ме буди да мрдне нешто. Тоаш не си у deep sleep. Тоа не е Deep sleep, вистински е оној која што викаат бомби да покатнат, добро, не може да ме разбудат. Тој човек што го кажува тоа, е deep. Out. Total shutdown. Shutdown. Значи телото нема ни сон. Не. Ни сон ништо нема. И ова се случува во првите сати. Ни телото не мрда. Не мрда? Ти ако почнеш да преташ, ти тоа си ќе каже више следно. лајт. Да, ако си легнал на една страна, стануваш на другата, значи не ти бил квалитетен сон, чим си мрдал додека си спил, дури Да. несвесно, дури и да си сонувал. Да. Тоаш не си бил во дип, си бил во рем, чим си сонувал. Значи тоа е. Немој да јадеш, варењето го уништува квалитетот. Подброј 5. Чекај, извини, дека ја мислам уште едно плюс информацијче за јадење, сигурно е тесно поврзано со лачење на инсулин. Да. Посебно ако оброкот што непосредно пред спиење има јаглехидрат, тоа обавезно Спајк. тригер, значи лачи Пак е инсулин? браното што го зборевме прошлата епизода. Значи инсулинот Истата штом се метода. излачи, тоа е веќе потрошена еден вид енергија. стрес Да. на телото, што сега треба да работат. Фабриката треба да работи, да isprocesира тоа се, да помине и тоа трае со сати. Ти која треба да одмараш, телото троши енергија. Сати трае тоа. И тоа и за зошто е ова важно, понатака се ќе се уклопи овие Целата слика ќе целата слика ќе се уклопи, ако работи, ќе бутне, се ќе одложи. Наместо кога ќе легнеш за 10 минути да си аут, и да складира енергија, да се одмара телото не, ти рекаве. 2 сата ќе се врткаш, нема можеш да заспеш, па ќе ти го и ако влезеш во длабок сон, ќе влезеш тек после 4 сати и наместо си у длабок сон 2 сати ќе бидеш 40 минути. Значи се е тоа одложено, бутнато, за тоа не треба. И затоа ако се мислиш да јадам, но не, поедно не јади. Поедно гладен стварно е ненормално подобро. А ја после ќе објаснам и одлични примери и бројки што покажуваат колку има разлика. Под број 5 мислам дека сме изгаси ги сите светла 1 сат пред легнување. Мислиме на модерното blue light. Телефониве се негде прочитав дека iPhone не знам од кој модел, ама го интегрирале у телефоните, не треба ни апликација, не треба ништо, автоматски мислам дека. Али може и да е Демек прича. му прави night Night mode? night Се mode, малце стишува? жучкасто го прави. Аха. Ама пак Пак гледаш телевизија. гледај рутината да не Да. ти зависи од екрани. Да не преговараме. Дури и другите светла по дома, ај ако не скрос изгасење, тоа се треба да биде намалено, замислете си огин. Да. Замислете си Стишано. шума, пештера, паднала ноќта, се е темно и има едно огинче што кај да ќе се изгаси и треба да се толку, тоа е дозволива светлина. Дури она од ресиверот на која оператори да го користите, не е важно, што светка дека е упален. Аха, да. Дури и тој пречи. Да, бе, на Направиле, стендбај, да, да. исто експеримент, некој спие, за спиење експеримент, спие човек, покриен цел, нема дупче светлина не влегува, го светнуваат на кожата, човекот цврте на другата страна. Скенираат, значи гледаат, го пратат у моментот како спие на компјутер, прави disruption на спиењето. Да. Самата кожа Зеленко, детектира плавко, црвенко. ни да не е со очи, да Да. не те затемни. Значи, и ние пак се враќаме пред милион години, значи луѓето спиеле во пештери. Кој ќе се стемнело, било време за Тоа спиење. ми е најнемогучи. Ја го памтам тој експеримент, го читав. Да. Кожата му Кој детектира. па најголем орган у телото? Кожата ви детектира светлина. Сега нормално од сите тие фактори овој може не е еден од најголемите, ама Ама пак у целата ако слика веќе сакаш чекор по внимаваш, чекор, да. внимавај. се две да се подобрат од овие. Да. Сикјар. Па идеш Да, на следно да. пан. Значи, го уништува квалитетот на сонот, не му дава на мелатонинот да се лачи доволно и цело време си лајт, можеби ќе се разбудиш и ништо сме и 8 сата да си спиел, се веш гледаш, жив не наспан, станав катастрофа. Значи внимавајте на тоа, битни фактори. Најубаво саат време пред легнување, угаси телевизор,
ако е изговорот немам кога да читам книга, еве го нека биде пола сат пред легнување, зашто што ви кажат луѓе и вака и така. Ајде кога ќе земам книга, стално ми се приспива. Супер. Тоа ќе кажам. Супер. Првите 3 дена може ќе се комирате, Супер. после тоа ќе се Тоа е влезе целта во да се приспие. рутината, да. Треба да спиеш. Само да не биде она со телефонот па да те разбудите фукне у чело, после знаеш. Има работи, значи stick to it. Под број 6, односно легнување, јадењето го кажавме, 7. Идеално време за легнување, го кажавме, тоа сум го ставил како точка. Измеѓу 10 навечер, 22 часот, до 2 наутро, тука оној клучен период од 4 часа, кај што deep sleepот е најдобар и најдобро делува, значи, на оној физички рекавери. И тој се случува секогаш на почетокот Да. на заспивањето. Deep sleep е многу важно, зашто покрај рекавери, на самото тело, на физичката работа, што ја правил вежбање и слично, помага во бустање на природно на тестостеронот. Да. Природен буст прави. И сега гледа како хак е ова. И тестостерон, и human growth. И human growth, браво. Каков хак е ова. Зависи секој ден по 1 саат, до крајот на животот да имаш плюс 1 саат у дип. Кроз лупа, мајде, 50, 60, дај Боже години. Колку е тоа многу, значи како е квалитет 1 саат. Колку ќе влијае Пола саат. на Кроз квалитетот на долгата на слика на животот целината, на да. 60, 70, 80 години. Ја ќе ти ја свртам обратно сликата. Замисли кога не си го правил, кога не си внимавал 50 години, Да, да. што ќе ти биде? Оди, прошетај низ град, види ја нашата пензионирана класа Мгм. население, тоа е. Да. Скрбавени, скичмени под лекарства, Подочњаци до колена. Живи свиткани, ненаспани. мускулна маса изгубена уште од 50-тите. Атрофирани целите. Значи, ја уште му се клањам на Нино која беше многу катастрофа нација. Да. Слаба, физички, нездрава, Еве Ѓоре да го споредиме, 62. пука Де- човек, дечко. карпетина, Да. карпетина. Значи Некој да не е му до мери на годините. него на тој 60 годишен ниво на тестостерон и на друг некој, Значи, значи, сам кажу, значи има и обратна страна на таа приказна, а тоа е ако не внимаваш 50 години. прошете ни Скопје и видиш што ќе те чека. Леле, луѓе, не можам, веќе не можам, пред да почнеме со жаре, викам да фатке у некое негативно расположение сум, у некоја разочарување од наша нација. Значи, кафе, цигари, пиво, ракија, кафичи, и тоа е цел живот. А не ти ми кажаш 50 години да внимава на сон. Леле, Тоа е мисијата леле. се. И сега наместо да гледаш 70 годишњаци, 80 годишњаци на точаци, на кеј, на со тегови, што имам гледано. Сум бил у Франција, сум бил у Да, Германија, да. имам пријател, имам 85 годишен пријател од Англија, што секоја година вози со мене стотици километри точак. 85. 85 Машала, маунтен браво. байк натоварен, Берово, Без планините проблем. нагоре, без со мене иде. Барабар. Со мене вози, сваќаш. 85 години. Ама тоа не е преку ноќ. Ама by the book, про, Колку време? од 20-тите. Негови? Негови. Значи 60 години си внимава човекот. Кога јаде, кога пие, Ете, ти колку имаш и жив пие, пример. кога вежба. И што е резултатот longevity? 85 години, 100, 200, 500, 700 километра тури. Браво. Иди објасни ти на наш 85 годишен. Дали ќе го најдеш? Како и да е толку да... ти реков нема и влага и разочаран сум, се надеваме на младата генерација влијаеме. Стариве, остај ги. Идеме број 8. Разбуди се без аларм, ако е возможно. Зашто без аларм? Затоа што сакаме да ги минимализираме сите стресори што ќе пореметат све, нели, целиот квалитет ќе го уништи. Будење со аларм, иако јас го правам тоа 100 години наназад, е стресори, секој се вали ќе зазвони, сакам да се убијам, буквално. Викам,
ќе слушам у сала на iPhone, како на некој аларм звони, паника ме фаќа. Чив телефон е тоа, изгаси го алармот одма. На инстант нервоза ме враќа у 6 сабајле, знаеш. Секој божи ден, без исклучок. Што повоспален тоа полош. Али јебе ги покрај тоа. Првите 5 минути у денот. Иако ја би додал, ако ги пратиш повеќето од овие чекори што ги наброја, Да. би требало да немаш потреба да станеш после точно 8 сати спиење, лежење во кревет, би требало да станеш без проблем. Али имам приметено уште една работа што кажат ти преска легни у 10, стани у 6 и 8 сата и навиката многу помага. Јас као мал викав како може ти у 6 савајле си станал у сабота, не можев да презаспивам како така не можеш. И сега ми се случува мене тоа што сум навикнат да легнувам у 11, станувам у 6. Јас сум за кјутек со спиење, и за мене направим епизод. Праиш 1 сат мање. Да, сакал нек. И тоа некаде повеќе, може 11 и пол, 11:40. 11 сум среќен ако легнам. Значи и поле, и полошо, 12:10 знае да ме фати. Стално е различно, не сум постојан тука, тоа ми е за Ти кјутек. дам са мојот Day in the Life. Браво. Томе. И тука е битно Мет Фрейзер како го решил проблемов. Мет Фрейзер е 5-кратен шампион CrossFit Games, после тој Рич Фроник, не е важно. Да, и сега он сакал да leave no stone unturned по потрагата за најдобар перформанс што може да постигне еден човек и он. И спиење, нормално едно од нив, и он лепел со изолир трака прозорите, толку да нема не ич. може ништо милиметар да не помне. И меѓу другото било начинот на будење од спиење, а тоа имало, сега во Америка го има кај нас, не Ама знам. он иде хай-тек. Да, Оние лампите што полека го будат, да. па звуци од природата. Не знам Он за има и- звуци, он ама со има и- ламба, да. И душек што е temperature controlled. Знаеш што? Да, знам. И душекот му Ама во е... Америка ги има и тие како Белки гаджети. некој ќе чуе у Македонија, бизнисмени ќе донесе браво. такво нешто. Значи, рачунете ќе има Чили пет се пазар. вика тие. Се Има става пазар. на чаршав. Ако не слуша некој бизнисмен што у оваа индустрија да носи душеци, Дормео, Магнифлекс, кои да ајде се, малце. не знам кои се, ама у Америка ги има душеци што можеш да си ги подесиш Да. со далинско, колкава температура да имаат самите душеци, проток на воздух, го ионизира воздухот, не знам, такви ствари прави, и Мет Фрейзер и тоа го прави, значи. Мет Фрейзер кога се спремаше, значи го правил, вика се полека, вика тоа се. Светлувај многу, внимателно многу полека, затоа што човекот милион години пред задниве 50 не се будел со аларм, ни 50, кој задниве 30. Има будена содневна Си светлина. има будено со дневна светлина. Спиеш у природа, која ќе огрее сонцето, тогаш ќе станеш, немаш избор да затемниш за пештера ако се питаш. А и температурата, поштува се Автоматски, да, крева. Ти се имаш крева нешто те за буди. температурата. Да, идеалната температура за која се спие 17 степен. Тоа е дури Тоа е чили. Тоа ладњукаво. е свежичко. Свежичко. Ако не знаете баш колку е 17, тоа е свежичко. Да, малце чудно ладничко ќе види. Чудно. Треба да ти е ладно кога ќе влезеш у соба. Да. Кога ќе влезеш у соба треба да ти е очигледно Да ладно, направиш малце. за кога ќе легнеш и се покриеш, да стане нормално. Да е идеално. Тие гаджети што ги избореше, Чили 5 мислам дека се вика. Аха. Дали е душек, дали е чаршав, не знам. А мислиш не се само како сеќавам. наддушек да е? Да, и е гаджет. Се манипулира, се контролира температурата. Да, знам, луѓе со ап. Луѓе што имаат проблем се. Јас сум еден од нив, кога бегал печка си жежок, текно. Што самото тело висока температура Да, има, да. ми е се потам, топло ми е цело време, ми е Па активна мускулатура. Секлето лето не трпам, полудам. Зима ми е побава него лето, разбираш, нема секлет, нема вако. Да си одерам кожата у лет. И за луѓе ко мене тоа е топ. Што не им помага дури ни 17 степени соба. Значи набавувајте луѓе. Набавувајте, ја жара одма купувам. Одма. Спонзорство ќе направим. Нема проблем. Така да со температурата е тоа. И track the quality and quantity of your sleep. Се што се следи се подобрува. Така е. Се, например, наједноставно, ако немате вакви апаратури како саативе, од било кој бренд, не е важно сите го прават тоа, многу лесно можете само легнување станување.
Еве, за почеток и може да измерите пулс кој ќе станете колку е. И тука е чекор 1. Да, Земи- за следење. За следење, за следење. Дневник, некој лист на страна до Лист креветот. хартија, значи хаби тракер од 30 дена, спиење, Слегнав у толку сат, станав у толку сат, толку ми беше пулсот. толку сати спив. Толку. И не мора ни да го мислите многу у моментот. Нек се соберат. Оста Да, дај му доцне. 100 дена. Нека тргне возот, да, после ги направиме според анализа месец за месец, значи полека, дајте му време. Самите сати што ги носиме, ти вика 30 денови му треба да го носиш ти саатот, да вежбаш, да живееш, да правиш, да не го вадиш, за алгоритмот према твојот харт рейт, тие работите научи, буквално те научи. Кои ти се, Ете да, baselines. иначе како да извади која нема. Да, бе, да. Мора и на самиот саат му треба дата од барем 30 дена за да Така е. почне да делува напрема Точно. тебе. Шо полого го носиш, валјда тоа е Точно. подобро, поише дат. Што ми беше мавето тука, значи се што се следи се подобро, не е само тоа за исхрана, не е само тоа за вежбање, За се. за спиење, значи за било што начин на тренирање, значи се. А денеска е многу лесно, се купува еден саат, кој бренд сакате и он све прави за вас. Ги има бе од 3-4 Само- ги има, не мора да. да е 600. Не мора, оние Феникс милиони Бенд, 800. како се вика, ми, наша имам. Зашо самото тоа ти кога го мислиш, колку спиев, само тоа, значи awareness-от, пак еве доаѓаме свесноста за тоа да ти мислиш на тоа колку си спиел и да размислуваш свесно, самото тоа ќе ти го подобри сон. Да. Значи тоа е првиот чекор. Вториот чекор е, значи има тука еден парадокс, може да се стресираш дека не спиеш и од тој стрес да не заспиеш. Да, да. Сега тука ќе го минимизираме. Али не е тоа толку страшно. Значи, со самата помисла дека јас следам и сега гледам, вчера 5:30 саат. Денес да си легнам порано јас. Знаеш, ќе ти дојде мислат, ако не, фратиш, go with the flow, wing it, поминале години, на крај рентот да не се деси. И задње, и тука е твојот сегвеј за дишењето, што може да влеземе и за Пулс? за пулс. Па тоа ќе Уствари за еве следење. трак да, извини. Ја ги имам измешано 10-то ми е пето ми е 9-то ми е. Да. Значи Следењето. следи го квалитетот и квантитетот на спиењето. И сега ти тука ми каже една интересна работа, На тема следење, беше ама болен пред некој ден. пред да преминеме на тоа, да не им дое многу теорија, јас сакам практично како изгледа еден мој просечен ден и велки со тоа да доловам на повеќе луѓе дека е ова многу лесно и реално изводливо, не може би делува премногу, ака сега нам уште и на тоа да му мислам, па ама чека ја и демек ќе жртвувате кој знае што Ама од што ти е животот. поважно од својот живот? Ништа не може жртвувате, еве како изгледа еден нормален ден што веќе со години ми се повторува мене и пак ќе кажам, ако има исклучок, се дешава еднаш у 2 недели. Го дозволувам исклучокот, немам проблем, затоа што знам дека имам историјат од години навика стекнато, еднаш у недела 2 не е страшно, ритамот не ми се пореметува. Јас сум татко, вработен, тренирам, многу тренирам, работам колку што работам, снимам епизоди, читам книги бар една неделно. Така изгледа мојот ден, толку е пун, споредете си го со вашите денови. Мојот ден почнува од вечерта од 8. Значи, ја гасам се. Се што има везе со телефони, компјутери, телевизори, се завршило у 8. Јадење, пиење, значи, ова е пред ти да ги кажеш листиве. Ова Така со е. години веќе ја вака го правам. И убаво ритамче и со керка ми имаме направено, затоа што и она од прилика тоаш почнува и нејзината рутина. Се Уште миеме, се спремаме за спиење, пижамчиња, приказка, песничка и јас сум со неа, или мајка и, ама и јас сум тука некаде, исто слично го правиме. Од 8 почнува тоа. И се стишено светла, стишено звуци, кај неа во соба имаме лампи, избегаваме лустери од таван да вриштат. Значи лампичка некаде у некој ќоше, после 8 саат сме со лампи, не е светот сијалици.
И со ќерка ми исто, до 9 сат, она е у 9 у кома. Топ. Откај неа у соба, идеме у дневна, лампичка уклучено, телевизор изгасено, нема, телефонот do not disturb, на пуњач, Sleep mode, се е стишено и јас сум на фотелја со книга. Еве рутината под број. Тоа ти викам. Тоа е, значи, ја сега сакам практичен пример, ова е вистински ден во мојот живот, вистински. 10:00, а без со пиштол можеш да дојдеш да бомби да пукаат, јас сум готов. Готов. Дури последните 5 минути по автоматизам почињам ко зомби да се движам, да се подзамијам малце, да се освежам, да се пресоблечам, пижами, влагам у спална. Ние сме на централно парно дома. У спалната парното изгасено. Секогаш Да. откако сум доселен. Има тераса, има прозор, скоро цел ден е отворено. Освен кога е загадено, имаме филтер. Кој што исто така лади. Значи, свесно спалната ја одржуваме ладна. Дневната е тука, таман топличко, спалната е грч. Парното не е уклучено од кога сме преселени. Укратки, значи дури не ми се нешто многу пижамите топли. Влагаш уладно, легнувам, кој што ти кажав, последните 5 минути сум готов ќе паднам. Јас сум у 10:00 аут. Кома. За време спиење. 10:15, 10:30, јас сум веќе deep sleep. Е сега, сите овие информации за време сонот како ги знам е на тема точка која и да беше следење. Јас следам веќе со години со саат кој што мери пулс и HRV, а тоа е Heart Rate Variability. Ке објасниме повеќе за тоа. Важно, 15 на минути после легнување, јас сум во длабок сон. И во просек, мојот длабок сон е саат и 45 минути. Топ. И овој просек е изваден од 3 години. Бро. Значи, саат и 45 просек од изминативе 3 години. Пред да го имав овој саат, ја правев тракинг повеќе од 20 години, од почетокот на мојата атлетска кариера, а тоа е средно. Немав појма, ја мислиш, подкасти им постоја. Гаджети не постои. Јас само знаев дека утре дента тренингот ќе можам да си го предвидам. Не знам ни од кај сум го знал, тоа едноставно. Си осетил? Обземен си со спорт, интересира се можно за перформанс и ти треба секоја стотинка ја бараш од предна, значи Особено у твојот спорт. особено во атлетика, значи ја од средно Секунда од менува. 17 години имав тефтер во кој што запишував, си легнав у толку, станав у толку. Кога станав без аларм 8:00, нема ми веруваш, ќе ти покажам после. Ако ми е сат и 45 минути deep sleep просек во кревет и просек спиење ми е 8:0 и 7:59. Ја поише од една минута буден не лежам. Ја лежам 8 сати у кревет, 7:59 ми е сон. Спиеш. Без аларм станувам. У 6:00 јас сум свеж, одморен и мерам пулс. Пред да го купам овој саат, го мерев со рака на срце. И имав аналоген саат на зид и само вака ќе отворев очи и со очите на страна од зидот Цела минута чекаш или Си ја- 15 си ја- секунди Не, потече? си ја мерев, која ќе множи. И плюс зошто цела минута, откако го правев тоа со недели, со месеци, со години, забележав како ми варира пулсот во самата минута. Ја броејки можев да забележам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значи, да, ќе ми откуца 40-тина во една минута, ама како неколку откуца и се побрзи, Непостојани 40. многу голема варијација постои од пулс до од откуцај до откуцај. Тоа е heart rate variability, зашто ќе објаснам поише теорија понатака. Важно, тоа го правам од средно школа. Последниве години тоа го прави мојот саат. Јас станувам у 6:0.
Правам ладен туш, by the way, и тоа на лице. Читам, миењето ми е тоа. 6,5-6 на лице, бам, Директ? 40 секунди, да. Такво ми е наместено тушчето, јасно. стои на зид и полу на слепо, Нема бегање. ручката е на крај и полека вака ја пуштам и почиња прска и тука тоа е тоа и после стреч малце и сами почнува денот, работа, обрски, отварај планери и така дале, така дале. Седум дете, школо, носам и си така продолжува денот. Муаветот беше за спиењето. Што е многу важно, што после ладниот уш сакам да го направам, е дневна светлина. Седам и гледам дневна светлина. Или искачам на тераса, или користам приликата кога ја носам керката на школа. Тоа се 10 до 20 минути 20 минути треба за да на го... дневна светлина и тоа го рестартира саатот. Мгм. Значи, што побрзо после станување, да видиш дневна светлина, пак идете на Huberman Lab, кои хормони почнуваат, кој е тој таймер автоматски, тој circadian ритам, кој што почнува се рестартира. Тие хормони полека се гасат, овие полека се палат, штом ќе почнат овие, одма се пушта таймер за 12 сати дека тие ќе се намалат и така дале и така дале. Машина. До наредната вечер пак до 8 и ова е со години. Преубаво. За време на сонот, што сега друго следи мојот саат, саат и 45 минути е длабок и почнува 90 минутен циклус на што перица мерено жаре, ти кажам. Абе на што вака ги гледаш и на апликација кои знаат сите овие податоци сега од како имаме сати си се синхронизираат со апликацијата. Ја имам Garmin и си ги гледам и секој сабајле сакам да си ги проверам. Некој период од 6 до 8 седнувам и Со кафето прочепкуваш, анализа мала. да, кафето обично го правам сат и пол од како сум станал, значи тек после 7:30 се враќам од школа и тогаш правам кафе и најчесто тогаш што е исто добра пракса, ја сат и пол не гледам монитори и тогаш со кафето го гледам ја гледам графата да си потврдам. И секојаш е by the book до што перица ти кажам. Длабок сон, завршил длабок сон, почнува циклус од 90 минути. Light sleep, 20 на минути REM. Light sleep, 20 на минути. Значи сат light, пола REM. Сат light, пола REM и некои 2 и нешто ми се акумулира REM и околу 4. Па ти 50% си уквалитетен. Требаше преку, како беше, до 60% да се комбинира. Грубо четвртина ми е длабок сон. Четвртина плюс ти е. Четвртина е поише од И четвртина. нешто ситно, да. Е REM и другото е light sleep. И 9-10 пати јас спијам на грб. Мислам не, секој спијам на грб, ама Секој 9, час. да. А 9-10 пати како сум легнал така станувам. Единствено нешто и намерно перницата ја правам мака малце да ми прави тука да не ми мрда многу главата. Малце вака, толку. Јас сум 8-0 умрен. Умрен сум 8 сати. И жена ми се чуди и ја нервирам дека сте толку. Ја ти се чудам. И е ненормално важно. Тестостерон проверено имам како 20 годишњак. Крвна слика како 20 годишњак. Сите параметри здрави, секој, сите работи што ги знакажа, проверени со документ редовно секој 3 месеца. Браво. Значи, то толку е важно. Една вечер, не, еден ден, станувам така ја. Ова сега скоро? Да. И во период си проверувам сонот и сега влагаме во објаснување на важноста на следењето, не само на сонот, туку и на една друга работа, тоа е пулсот и варијабилноста на пулсот, heart rate variability. Heart rate variability е тоа што преска ти го кажав како пример, е времето помеѓу секој откуцај. Значи, има разлика,
Да земеме пример пулс од 60. Тоа се 60 откуцаја во минута. Во 60 секунди. Има разлика дали тие 60 ќе бидат перфектно како метроном на секоја секунда или истите 60 откуцаи ќе бидат со многу големи разлики помеѓу себе. Значи секој откуцај некој се случил за 1 секунда, некој се случил за 0,8, некој за 1,2, некој 0,7, 1,3. Тоа е таа варијабилност. Времето во стотинки, во милисекунди, поминато помеѓу секој откуцај. Што поголема варијабилност, значи што по нерегуларен пулс, толку подобро од аспект на парасимпатичкиот нервен систем е повеќе активиран. Телото е релаксирано комплетно, нема многу стресори со кои што треба да се справува и е препуштено на аутопилот. Ако го е препуштено на аутопилот, на секој орган, на срце, на мозок, на джигер, на бубрек, колку му треба, толку ќе му пружи телото. И затоа е таа голема варијабилност во пулсот кога си одморен. Значи, кога си одморен, без стресови, heart rate variability е високо. А кога пулсот е премногу прецизен, значи нешто се случува, има стрес. Или психички, или физички стрес. И затоа толку прецизно чука срцето. Тоа е едно мало теориско објаснување за пракса, HRV. како предвидети. И у пракса, што се случува, пак, ја ова го следам од спортски перформанс, затоа што има голема улога во одлучување за што да тренираш на денот на база колку свежо си се одморил. Уште едно нешто пред да го дадам примерот, извини, е, како што спомнав уште од средно, resting heart rate, пулс при мирување. Значи ја тоа го мерам, кој што ти кажав, со рака на срце од средно, сега истото тоа го води и саатот. Со тоа што не само што ќе го измери тоа што си се разбудил, туку и препознава било кога во денот си во мирување, саатот го знае тоа, дали ја мрдаш раката или не, или трчаш, или си уклучил тренинг, или не, кога не се движиш, саатот знае дека мируваш и он фаќа снепшотови. Што колку ти е пулсот додека мируваш. И од тоа ќе ти даде еден просек на денот, просек на неделата, просек на месецот, просек на животот. Јас си знам колку ми е просек на пулсот во мирување. Ти преска 40, кажете, Мене многу ми е- ниско. Да, јас сум од 40 до 45, зависно во колку висок фитнес во сезоната сум. 45 е ниско? Да, сега. Импресивно ниско. Да, бројкиве што ќе ги кажеме, за мене лично се нормални само за спортисти на издржливост. Ако ги имате, а не сте Што им- спортисти, Да, одете на лекар. Да, малце проверете се, ама под 60. Да. Мене ми е 52, 50, Е, за така. тоа го кажа 40, што направи човек. За секој друг, значи спортови на издржливост, посебно на ниво на кој Да, што ја го правам, тоа е познато, Секогаш, да да. не рипне некој у публика и да ми каже ти си болен. Не се кирете, документирано е, одам на прегледи и ова е многу позната појава. Спортско срце на endurance атлет има 40, знае и 37 да дое, ама тоа Знам. се пик форма. 37, рекордот ми е 35, нешто такво, во мирување. Ама онаков глобален просек низ годините, 40 до 45, зависно дали сум 15 сата неделно или 30 сата неделно тренинг. За сите други, под 60. Ако пулсот во мирување Има врска и пол. има да врска напоменем. и пол, да. Кај женски е повисок сега. За неа се повисок кај женските, но не многу. Под 70 или 75, мислам, беше. Сакам да кажам, зошто е важно да се следат овие работи?
е за некоја најосновна прва помош евалуација на собственото си здравје и прва работа е пулсот вимирување. Ако е над 60, проверете се. Над 70, 80, вие сте веќе болни. Да напоменеме да не дојде до забава. Не е умирување сега додека разговараш со некого. Тоа не е Ма и умирување. така, зашто еве го 57. Пак мрдаш до 70 беме. Кога Ама, разговараш, бориш се, Да. крела се, зависи што е управо тема. си. Мирување е мирување. Најоптимално Гаджетите имаат опцијата рестин или хартија ти сатите, пишува само. или кога ќе си станете со бајле без аларм. тогаш е најфер. Најфер. Сте станале Најмирување. без аларм, измери пулс, ако е над 70, само што си се разбудил, Call your doctor. дечки, извинете, ама гледате онаа епизодата кај што збориме за здравје. Здравје не е да не си болен. Значи, ако Као што вие е имате пулс над дефиницијата. 75 во мирување, вие, извинете, нешто сте болни, ама не знаете. Жал ми е да ви кажам вака, ама тоа е реалноста. Или во најдобро сценарио, бар не сте здрави колку што може да бидете. Или сте на чекор до некаква Да. разболува. Ако веќе се решите да ги следите овие работи, кој што кажа здраве, леле здраве, кој што Здраве кажа на- Жаре Преска, често со здраве го зборам ово. Кој што кажа Жаре Преска, 30 дена минимум да се соберат податоците, па 3 месеца, и вредноста, величината на ова е историското документирање и евидентирање на податоците. Кога правите евалуација, што повеќе толку подобро се запознавате себе си, ќе си ги приметите тие трендови и затоа е толку важно тоа со пулсот. И конечно примерот, Да. може да ви се случи покрај сите мерки да ги пазите, да се разбудите са бајле и да се надевам дека си водите, некако следите и се будам ја Жаре, не само што не ми се наполнила батеријата, нула. Испразнето скроз цела вечер. Она бади батери што пишува? Да. Води, И ама колку ти беше? нула. 0-0, буквално 0. Нула, нула. Од 100, јас се будам со 100. Секогаш? Ја легнувам со 50, Аха. се будам со 100. И ХРВ-то е многу Консистентно. обратно е на графиконот на Garmin го покажува ниско, кога е уствари ХРВ-то високо, нели објаснив, ако имаш високо ХРВ, значи си многу релаксиран. Тука така го прика како графикон, како вака графикони се, да. Или си во синово зелено, или си во помаранџасто црвено. Ја цела вечер у црвено. Значи, У вечерта? да, цела вечер, 8 сати. Како сум легнал набрзо после тоа, ми рипа ХРВ-то, односно паѓа ХРВ-то са како ќе го, ама важно станува пулсот, метроном 75, не 40 и нешто, Невообичаено за тебе. невообичаено за мене и фала што кажа, значи тоа е поентата, за себе да си видите што е невообичаено и за тука е таа Сите сме различни. важност секој, да. на историјат на податоци. Кога си легнав, супер си бев. Немаше Лошо осеќав, нешто. Немав симптоми, не ме гребеше грло, немав нос, немав Слепочница. Ништо. Си легнувам, се супер. А си легна со колку % батерија? На телото. Како и секојаш 50%. 50%. Како и Се секојаш. разбуди со 0. Се будам за нула. Аман бе. И тоа јас си знам, например, кога правам тренинг, какво ми е ХРВ-то, тоа е само нанесен стрес. Тренинг е само нанесен Позитивен. стрес, тоа е позитивен, нормален стрес кој што ќе предизвика адаптација на телото, затоа тренираме, значи адаптираш срце, адаптираш митохондрии. И така јак не е. И додека тренирам, например, си го знам ХРВ-то, стотка. Чи до даска е, затоа што си под стрес. Срцето е 140, 150, 160, значи чука, та. Нема ХРВ тука. Е, така цела вечер сум спијал. Како да сум правил тренинг. Будење на нула, се уште не осеќам ја дека ќе се разболувам. Ама гледаш Салатов кажува. Ама се будам и
пред да приметам нешто не се осеќав баш, си продолжив со нормалните ритуали на денот, кога се вратив од школа со ќерка ми, да проверам, да си потврдам, не се осеќам баш најдобро, и тогаш забележав. Готово. И знаев дека следи Краш. болест. Сега, не дека сум ја предвидел, ја веќе сум бил разболен. Ја веќе нешто сум имал во себе, телото се борело цела вечер, сега ќе следат симптомите. Да, не ти давало симптоми уствари. Јас симптомите уште не сум Тачно, ги видел, тачно. ама од прилика 12 до Дејството било 24 направено. сата унапред, телото почнало, ама ја важно знаев и бев спремен. Откажав тренинг, Браво. откажав наредните 2 дена обврски, имавме снимање тука Да. некое за Томас. Мгм. Најавив по дома, најавив по луѓе, идење у аптека дур можеш да идеш, знам што ќе ми се затне носот, ќе има грло, земи нешто за температура, што и да е, Витамини, ферувекси, да. витамини, пробиотици, чуда, негде после ручек, shutdown. Ја мислам дека имав COVID. Имав лани летото и ми беше така. До болење гради, крп, не можам Коски. да станам, а без зомби, вака, мртов, не знаеш колку одамна, COVID, толку тешко. И првата 2 вечер, дена. и спиеш, не спиеш, таа вечер не спиам, тешко, лоша температура, Се ама потиш, па се некако тресоваш. убранови, па ќе ти па станам се Кошмар вајле, па некој е лош. утре дента, малце сум окей, ќе се раздвижиш, па малце нешто, ќе пробаш да подзавршиш обврска, ајде после неколку сата пак. И така 3-4 дена, И си го 3-4, помнев. машала. да, 3-4 дена потрае, на петиот ден кој никому ништо. Апла, на петиот ден станувам, веќе осеќам по самиот како се разбудив, кај сум бил, како сум спил, веќе знам. Чи луѓе кои следите вие со години знаат, јас знам 8 сати кога сум бил у несвест какви биле. И веќе таа четврта вечер, кон петиот ден, врзав убаво спиење и знаев дека готово. Иде на подобра И работа. само си потврдив, ХРВ ХРВ-то вратено, back to се у basics. нормала, пулс умирување, тука негде 40. Многу помагаат овие гаджетиве, саативе, оние нели ти кажав преска, оние Aura Ring што имаше у ковидот, NBA што ги носе. Има многу, има ВУП ленти, има Вуп лента пастенчиња. користев, само многу е добра, Вуп е топ. ВУП лента, кај ја Да. најдебе човек? Се нарачав ми стигна. Озбилно? Само единствена лоша работа што е као Netflix, треба да плаќаш месечно. Subscription, да, Subscription, предплата. $15 месечно за секојаш. Ти Кога ја лентата нараче? пред во короната, тогаш 20-та мислам беше. Ја не памтам кога, ама ја кога проверував кога не можев да нарачам Имам, во бе, дома ми е. Македонија. Дома ми е. Ти си имаш ВУПче, а? Имам ВУП, ама имаше 6 месеци некој дил тамо бесплатно, бла бла. Ај, Со ти нарачка и него не продолжи продолжи со subscription. Нема $15, $3,000 да им Да, даш да, месечно да, до крајот да. на животот. И викам многу е поисплатливо да купам еден Си Garmin купиш сад, да. и малку поскап да е 30.000, да е 30 месеца ВУП, тоа и за секојаш ќе ми го имам саатот, ме разбереш. А ова да друго користиш треба го плаќаш. Добро е ВУП, топ. Спиење лудило, стварно е многу добро. И е со кросфит многу тесно поврзано. Дечки со кросфит што се блиски го имаат креирано и имаат со таа цел во ум. Со таа да. И мислам дека од кај нив ХРВ-то почнува. Јас таму го дознав. Може они не го измислија. Не, Hard rate HRV си е варијант, метрика одамна, само станува многу Мислам дека они почнаа како некој тракинг да прават. так. Да, едни од првите што го популаризираат или крена тракингот. awareness за HR, ја од нив научив. И има и кај нив многу едукативно, али пак поскапо. Не е важно сега да кажам за тие гаджети, тој тип и као Whoop, као Aura Ring, во коронава им ги дадоа на NBA играчи, на Аха. UFC фајтери. Имаше еден, се тие се едни од најспремните луѓе на светот, нели? Короната, нели, спремни луѓе не ги допира. Проаѓа вака. Сега, кај спремните шо беше проблем тврдоглавост, ја сум многу јак, ништо не ми може короната. Што ти кога вежбаш во моментот додека тренингот трае, ти го буткаш имунитетот доле, се кинат мускулните влакна, со самиот одмор тие се репарираат и тука ти адаптацијата се случува физички, така си посилен, подобар
и тренинг со тренинг и напредок. И Ама сега у моментот си послаб. у моментот, да. Еве Си најпрост склон. пример. Да истрче 100 метри најбрзо што можеш. Дали една секунда после тоа можеш да го повториш резултатот на 100 метри? Разбираш? Така Ти е. треба минута две да одмориш за да го повториш. Значи, телото го буткаме свесно за да се изгради одмори, што побрзо се враќа нели во нормално, тоа си поспрем. Се овие батињава, знаејќи колку се спремни, нели се тепаат у кафе за for a living, тоа им е работата. 1% му покажува Лаура Рингот, тој е бивши шампион Коди Гарбранд и многу лошо помина со корона, со болници, со катастрофи невидни. Аура Рингот 1% и се осекал кашлал ова она. Еден од тие валјда може бил корона, не постои едно друго и ајде бегава глупост. Буткање идење у болница, скачање од болница подобро станува. Пак Аура Рингот 1%, ајде шо знае, ова го извадил, пак, ајде назад у болница. Ля. 6 месеца. Тоа е. 4 месеца, вика, докторите му рекле, 4 месеца имал ковид. Како е можно, викам да имаш корона 4 месеца, човек. Значи, Тоа е треба- птен паднат имунитет. имаш. ептен, значи, и оној Камзат Чимаев, не знам дали го знаеш, апен камер нов сега, за титули ќе се тепа во UFC исто, будала од Чеченија, таков хардкор, до смрт, и он исто така. 2 пати у болница враќање, само без Аура Ринг, него имаш ковид, какав ковид? Вежба, плука крв. Дечко дај у болница, идење у болница, задржување. Кој е задржување? Кинење, искате пак на тренинг, па за главу зид глупости. Значи, некојаш и толку Некад кога си малце, спремен, значи да. верувај им на Да. гаджетите. Не те лажат, сега не е у моментот, усред тренинг 145 ми е пулсот, ај сега ќе пододморам, а си правиш сам муабет, викам, бе, човек, ако ми правиш муабет, вежбај. Значи, Да. Пулсот ми е 180. Не, немаш да можеш да ми кажеш. Вежбај. Да. Ама, Да ти е 180. нема да ми избориш. Да. Веројатно ќе сакаш да дишеш сам. Така да, верувајте им на тие параметри, ама не се обседнувајте сега и на тренинг. 145, да. 104, сега ќе, значи, осеќај го телото Извини. на здраве. Овие работи, саативе и гаджетите што пратат се само една алатка, плюс да ни помогне да се осознаеме и да си го дознаеме телото како ни функционира и врз база на нели тие податоци што ќе ги собере, врз база на тоа како се осеќаме, ќе си направиме, ќе се склопат тие две у едно и ќе го искористиме максимално што може. Да, многу убаво, многу паметно кажа Жаре, не се обседнувај. Не, али верувај му, прати го. Следи ги податоци. Прати го, следи го на тема свесност. Често го кажуваме Ете, така. тоа, често е првиот чекор кон промена, првиот чекор кон осознание и за нашето здравје да имаме зголемена свесност, постојат најразни алатки. Значи, во име на свесноста и водење евиденција лична, користете им, верувајте им, нека не ве нервираат, мене ми се има случај на неколку пати, да препорачам на другари или на луѓе саатче, а мене ќе ме нервира тоа само што ќе ми стои на рака. Како спиеш? Леле, колку ти е тежок животот за толку малце екстра стрес да ти прави Ама не ти прави после еден ден се или навикаш. толку ли многу не ти е битно, воопшто ли не ти е важно, бар една недела, бар месец дена, нешто пробај, нешто да си водиш. Не знам, некако мене ми е... Истиот тој адвокат и на работа носи метален саат секој ден, разбираш. Да, Тој не ти преш. Или знам како дека спиеш ми со е- саатот. Ја сум можеби едната екстрема на премногу следење, ама ти убаво Еве, ја кажа. не сум до толку екстремен. Да, не, е така. Ама Некоја златна средина бар. најдете, водете некаква евиденција, имајте свесност и како уште една алатка во арсеналот на како може да си помогнете за ствари ведене што ги кажавме, сакав за дишење да спомнам. Многу епизоди може да збориме само за дишење, многу луѓе знаат и повеќе и практикуваат и поврзано со Има малминар медитација. методи. Ама кога сме на тема свесност, уште една огромна работа во себе евалуацијата на физичкото здравје во моментот и историски е и малце поголема свесност
на нашето дишење. Запознајте се самите како дишете. Нема да навлагаме во точно какви техники постојат, затоа што Ќе направиме епизода и за тоа посебна посебно. епизода Сега да ќе направиме начнеме на тоа. Сега само сакам да кажам дека ако имате зголемена свесност за дишењето, тоа значи наредниот чекор можете и да го контролирате. Наредниот чекор на знаење на сопственото дишење е да можете и да си го контролирате. Ако ги следите и другиве работи кои што ги набројавме, пулс формирање, сон, тогаш полека ќе почнете да научувате кога имате стресни периоди во животот, кога немате стресни периоди. Кога имате стресни, ќе сакате да знаете како да немате, како да го намалите стресот. Прво нешто што секогаш може би интуитивно ви доаѓа е да земете здив. Има зошто е тоа. И како вовед може би во некоја друга епизода и како прва вежба за дома, ако имате геджет, мерејќи си го пулсот, пробајте да издишувате подолго отколку да вдишувате. Значи, земеш воздух 3-4 секунди, 4 со 6 до 8. а издиши подолго. Додека издишуваш, пулсот веќе паѓа. Во тие неколку секунди веќе пулсот ќе падне. И ако го правите тоа како редовна пракса, тоа е директен удел, ваш свесен удел во парасимпатичниот нервен систем, кој што делува на смирување, на сето тоа што го зборевме, на релаксирање, на баланс на хормони и така дале, и така дале. И тоа е за дишење. Може наедно да си го оставиме ние тоа како тема. Си бара за друг саат пат. и пол. Ама Да не речем тоа сакам повеќе. да кажам, само од аспект дека е поврзано и со дишењето, дека со пулсот може и да се контролира. Пулсот може да се контролира, една од техниките е дишењето. И сега кога кажав, нешто што не кажав, за мојот типичен ден. Еден друг беше, не знам дали го имаш гледано тој подкаст, за важноста на дишење преку нос. Ја и тоа го практикувам. Има тоа цела книга на Бютенко А метод. може требаше и да го додадеме како точка. Со лепењето. Дознајте си, па пред да почнете да лепите, дознајте Тоа е си, next level као. дознајте си додека спиете дали рчите. Исто Дали вие дишете на направи уста? гаджети мерат breaths per Да. minute. Колку Колку дишења воздух. во минута. Да. Ама за вас што живеете можеби со некој, веќе може и знаете, ќе ви кажат. Ви имате Дали скаран. рчите, колку рчите. Тоа има сериозен негативен ефект на квалитетот на спиењето, рчењето. Sleep apnea. Sleep apnea е екстремната верзија Тоа е на така. на таа состојба, Оној крајност. медицинска состојба, кога до толку многу рчите, Се гушиш. што одредени минути во текот на вечерта вие се гушите. Буквално гушиш. Го намалувате дотокот на кислород во мозокот, да не објаснам што значи тоа. Оу. На намалување на деоксидацијата на целата, на крвта, на телото, тоа е прво нешто што сериозни болести може И да се сериозна развијат. состојба е тоа, да. Хронично ненаспани, никогаш квалитетен сон. Тоа е екстремната верзија, sleep apnea, но ако рчите сте блага верзија од тоа. И ако не рчите, а ако само дишете на уста, пак сериозно малку го користите капацитетот на белите дробови. Физички е невозможно, освен свесно со сила да зимаш воздух, да го активираш абдоминалниот дел од дишењето, што значи ако дишаш на уста, несвесно, додека спиеш, ти дишаш со горните 10-20% од белите дробови, а тоа е површинско дишење, тоа пак влијае на размена на кислород во крв и така дале, друга епизода за тоа. Така што, нешто што јас го правам, личен пример, е, јас знаев дека
додека спијам во одредени пози, ако ми се помести нешто со перницата, знае да ми падне вилицата, онака сама, да се отвори и постепено Да си дишиш. да почнам да дишам на уста, што ќе ти ја исуши устата, грлото, па може Ќе станеш да се пие вода. да, или Се кога разбудиш. ќе се разбудиш, не знам за дентална здрава флора и за тоа имаше колку е важно ако си или е лошо со сува уста и такви некои работи. Како и да е, јас си лепам едно мало фластерче, вака само. Тука едно мало, за пак ако случајно се затнеш или нешто, можеш. Можеш да збориш, за тие што ме само слушате сега, имам стаено прст на средина на устата и зборам, се уште зборам и можам да активирам уста. Тие што гледате, ама јас така имам фластерче. И тоа е доволно само да не ми Да не ти клапне вилицата, И не за добар друго. подсетник за да И ти тоа е доволно да телово дуре у несвест, дур спие, да не активира устат за дишење. И јас дишам исклучиво на нос. А во будните сати свесно размислувам за тоа. Кога седам да сум на нос 24/7. Тоа е посебна епизода. Многу посебни епизоди. Па тоа е поентата. Нема крај, значи да ки си гледате, ки си пратите. Ќе си пременувате. Тоа е. Тоа е да затвориме тука. За денес имаме тоа. Поздрав дечки, имајте Поздрав убава дечки, се недела. гледаме пак наредна недела. Чао. Ако ќе биде Великден сега? Да. Не. На Великден. Нова е на Великден, у понеделник. Недела е Великден, понеделник. Ние е снимаме пред Великден, ако случајно ова после Великден, срекни празници на сите со закаснување, ама не ни текна минатиот пат. Честит Великден, у понеделник ќе излезе епизодава. Било Великден, тоа е тоа. Поздрав дечки, Поздрав. се гледаме.